Дувло на криминалот. Очигледно Рек Битола со години било место од каде претходната власт преку криминални сделки си ги полнела своите джебови. Повеќе од 20 лица и 2 фирми се осомничени за големи милионски во евра проневери. Последно што е познато во јавноста е случајот со екс-директорот Пеце Матевски. Тој со своите соработници во комбинатот и со помош од вработени во бирото за јавни набавки успеале да наместат тендер со кој Руткоп Доел Битола се офајдил за речиси 3 милиони евра. Финансиската полиција сега ги товари за несовесно работење и злоупотреба на службена положба и овластување за тендерот од 2022 година за ископ во брод Гнеотино. Од претходно е познат случајот адитив за кој во притвор заврши и поранешниот директор на ЕСМ Васко Стефанов. Тој и уште 10 лица се сомничат за злоупотреби при јавни набавки и перење пари. За можните криминали во македонските електрани во иднина се очекуваат уште повеќе истраги од обвинителите. Министерството за внатрешни работи заедно со срамежливото обвинителство влегуваат во акција. Таа акција беше спроведена пред неколку дена за која што вие зборувате. 23 лица се осомничени, 2 правни субјекта. Во периодот што следи десетици случаи се работат. На македонските граѓани ќе им стане многу јасно што се случувало изминативе години. За можните криминали во Рек Битола и ЕСМ беше предупредувано и претходно. Пред една година тогаш лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски кажа дека постои обид да се направи епски криминал од 150 милиони евра преку склучување на 2 тендери. Ние веќе имаме 150 милиони евра тендери кои што треба да бидат завршени пред изборите, за кои што постои основано сомневање дека се исплаќаат авансни провизии во вредност од отприлика 20% и постои основано сомневање и информации кои што стигаат до нас дека првите 10% ќе бидат исплатени сега, а вторите 10% ќе бидат исплатени таму некаде мај-јуни, кога оваа влада на СДСМ и ДУИ ќе замине. За криминалите во македонските електрани поврзани со фирмата Руткоп предупредуваше и вице-премиерот Александар Николовски уште пред една година. Иста компанија добива 2 договори со иста вредност. Името на компанијата е Руткоп. Дали случајно или не, Руткоп добива 2 договори со иста вредност. Едниот договор е потпишан на 7.6.2021 година, тоа е овај договор, а вториот договор е потпишан на 3.10.2022 година, тоа е овој договор. Купната единечна цена по метар кубен во првиот тендер е 1896 денари, додека за само една година таа цена пораснала и во вториот тендер е 2595 денари. Поранешниот директор на Рек Пеце Матевски е во шутка за случајот адитив во кој исто така се товари за местење тендери и изигрување на постапката за набавка на адитив за јаглен за потребите на комбинатот.